На пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН со писмено соопштение до јавноста се огласија и од Општинската организација на СДСМ од Прилеп. Во него се вели: криминалната власт на ВМРО ДПМН, предводена од Маријан Ристевски, цели 12 години ги игнорираше гласот и потребите на граѓаните. За ВМРО ДПМН побитни беа тендерите што ги добиваа само неколку фирми блиски до Дил Ориентед, функционерите од локалната самоуправа, отколку исправноста на проектите што по секоја цена беа спремни да ги реализираат. Езерото во паркот во населбата Ѓогдере, кој што со средства од општина Прилеп го градела кумовската фирма Новоградба, како и фонтаната на улицата Димо Наредникот, биле изградени без да се земе во обзир безбедноста на децата и противењето на сите станари од околните згради. Очигледно, како и со се друго што правела власта предводена од Маријан Ристевски, и во овој случај не се водело сметка за правилата и прописите, па дури ниту за безбедноста на најмладите, освен за интересите на неколку фирми и поединци. Затоа новата локална власт во разговор и со претходно писмено барање на граѓаните интервенираше и започна процес за уредување на овие локации со тревна и цветна површина. Граѓаните добро паметат дека криминалната власт на ВМРО ДПМН ја урна фонтаната на градскиот плоштад, што беше изградена со средства од КФВ банката. Криминалната ВМРО ДПМН ја урна и лав фонтаната кај градскиот сад, како и тоблероне клупите на градскиот плоштад, без да помисли дека се изградени со пари од граѓаните и дека може да се доуредат, а не да се рушат. Личните и лукративни интереси се длабоко вградени во матрицата на ВМРО ДПМН, далеку пред интересите на граѓаните. Тоа се покажува и денес, кога ВМРО ДПМН нема став за еднината на Македонија во НАТО и Европската Унија. Но затоа граѓаните имаат став и избираат иднина, а не небиднина. На 30 септември ја потврдуваме европската иднина за Прилеп и Македонија, се вели во соопштението на прилепските социјалдемократи.